вечер од студиото во Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Предлогот на американскиот председател за економска обнова на земјата во вредност од 819 милиарди долари синоќа мина во представничкиот дом, откако тој за него интензивно лобираше во Конгресот, јавноста и меѓу деловните лидери. Сега на потек е Сенатот. По неколкудневна жестока дебата, представничкиот дом синоќа го усвои обемниот план на председателот Обама за економска обнова. Тој и вчера интензивно лобираше за него. Прво одржа состанок со некои од главните деловни лидери во Соединетите Американски држави. Ова се луѓето кои остваруваат, кои вработуваат. Тие се на фронталната линија, од прва рака знаат за огромните проблеми во нашата економија. Појавувајќи се подоцна со двајца од нив, најави дека парите од пакетот веднаш ќе се употребат за отварање на 3 до 4 милиони работни места и повторно повика на нов менталитет на одговорност и на Wall Street и во Вашингтон. Овие извршни лица разбираат дека една идеја е добра не бидејќи е демократска и републиканска, туку бидејќи има економска смисла за нивните работници и компании. Разбираат дека мора веднаш да започнеме со обнова на економијата. Но ниту еден од републиканското малцинство во представничкиот дом не гласаше за пакетот. Ова е нивниот водач Џон Бонер. Нашиот предлог ќе создадеше 6,2 милиони нови работни места. Тоа е двојно повеќе од предлогот за кој сега гласаме. Сега на потек е Сенатот кој ќе расправа за своја верзија на пакетот. Обата дома на Конгресот потоа ќе треба да ги разрешат разликите во своји верзии пред конечниот пакет да се најде на потпис кај американскиот претседател, според прогнозите до средината на февруари. Израел изврши нови воздушни напади врз милитанти во појасот Газа откако тие лансирале 2 ракети врз Јужен Израел. Израел тврди дека цел на нападот бил милитант на Хамас одговорен за експлозијата на бомба во која загина израелски војник во патрола на границата со Газа. Палестински сведоци велат дека во нападот во градот Кан Јунис биле повредени 6 палестинци, меѓу кои неколку деца. Американскиот пратеник за Блискиот Исток Џорџ Мичел посредбата со палестинскиот председател Махмуд Абас на западниот брег изјави дека единствениот начин да се запре легалниот проток на оружје во Газа е да се воспостави механизам со кој ќе се дозволи проток на легални добра во територијата. Генералниот секретар на ОПЕК Абдела Салем Ел Бадри на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, кажа дека доколку не дојде до зголемување на цените на нафтата, земјите членки на организацијата се подготвени за натамошно скратување на нејзиното производство. Нафтата сега се продава за околу $40 за барел, но Ел Бадри истакна дека дури $50 за барел е мошна ниска цена. Сенатот го потврди пензионираниот морнарички адмирал и поранешен командант на американските сили на Пацификот Денис Блер за нов директор на националното разузнавање во администрацијата на председателот Обама. Блер на неодамнешен распит во Сенатот истакна дека ја поддржува одлуката за затворање на притворниот центар во заливот Гвантанамо на Куба, нарекувајќи го, цитираме, штетен символ. Поранешниот подпредседател Ал Гор го повика Конгресот годинава да преземе решителна акција и да усвои легислатива за намалување на штетните гасови причинители на глобалното затоплување. Гор пред Сенатската комисија за односи со странство истакна дека администрацијата на Обама веќе изразила подготвеност да предводи во напорите во решавање на проблемот со климатските промени и дека тоа е од клучно значење за успехот на престојниот самит на Обединетите нации на оваа тема годинава во Копенхаген. 41-годишниот агент на ЦИА Ендрю Ворен е обвинет за силување на најмалку 2 жени од Алжир додека бил на службена должност во оваа земја. Според судски документ на Ворен му било наредено да се врати во САД минатиот октомври, откако жените го обелодениле наводниот инцидент. Портпарол на Стейт департментот кажа дека владата го разгледува случајот. Најново од Холивуд, Лара Крофт се враќа на филмското платно, но овој пат без Анџелина Џоли во главната улога. Продуцентската куќа Warner Brothers планира трето продолжение на овој филм, а заменичката на Џоли наводно ќе биде Меган Фокс, која се прослави со улогата во Трансформери.
Креаторот и извршниот продуцент на популарната ТВ серија Grey's Anatomy, пак Шонда Раймс, планира ново шоу, овој пат посветено на новинарството, насловено Inside the Box, со акцент на вашингтонските кругови. Поп звездата Майкл Джексон доби тужба од режисерот на видеоспотот за номерата Трилер од 1983-та Џон Лендис. Лендис тврди дека Джексон не му го исплатил неговиот дел од профитот. Тужбата се случува во време кога Трилер ќе биде претворен во мюзикл на Бродвеј. Американската армија воведува 4000 нови мали возила кои работат на принципот на електрично напојување. Ова би биле изнајмени автомобили кои не се штетни по животната средина и би представувале замена за оние кои користат бензин. Одговорните најавуваат продолжување на овој тренд и во иднина. Во базата Форт Мајер во Арлингтон, сојузната држава Вирџинија, мајор Грегор Рел со гордост покажува едно од новите електрични автомобили, познати како возила за во соседството. Се користат при обезбедување, поправки и пренос на лесна опрема. Одлични за куси растојанија во базата, подобро од големи возила или комбиња што вообичаено ги користиме. Не одат брзо, но тоа не е проблем во базата каде дозволената брзина и онака е мала. На промоцијата, армискиот представник за енергетика Пол Болингер кажа дека возилата ќе помогнат војската да заштеди милиони долари за гориво, а ќе го намалат и загадувањето. Возилата работат мощно добро. Со едно полнење може да минат 50 на километри. Ги користите цел ден, а преку ноќ ги напојувате, така што се подготвени наредното утро. Батеријата се полни за 8 часа. Возилата се дел од обемниот армиски проект за користење на алтернативни извори на енергија. И тоа е се што ви подготвивме за ова издание. Ви благодарам на вниманието. Ова беше гласот на Америка на македонски и ТВ журналот Ньюс Флеш. Со вас беше Јулија Велковска. До гледање.